Проширувањето на ЕУ е во ќорсок, а балканските земји би требало најпрвин да се обединат во една унија која дури потоа би станала дел од европското семејство. Австријскиот угледен весник Преса изнесува во јавноста модел по кој би требало да функционираат односите меѓу Брисел и балканските метрополи, во сенка на се погласните најави дека од примањето на нови членки во ЕУ нема ништо и на пролонгирањето дури и на датумот за отпочнување на преговори со Македонија и Албанија. Сега се дава можност за драстична политичка одлука и Европската унија може, по изборите за Европскиот парламент, да повлече рачна, бидејќи мнозинството граѓани не се заинтересирани за прием на многу сиромашните и институционално преоптоварени членки и целосно да се откажат од намерата да ги направат земјите од регионот подготвени за пристапување. Таквата грешка би била историска. А за да не се дозволи регионот да биде поделен меѓу Кина, Русија и Турција и за да се спречат нови тензии меѓу западно-балканските земји, Преса го предлага следниот рецепт. Ќе биде потребен предлог за нов однос меѓу Европската унија и Западен Балкан, и тоа со понуда во рок од 10 години да ја изградите Западно-Балканската унија по идентичен пример на Европската унија, укинување на границите, заеднички пазар со 4 основни слободи, заедничка енергетска политика, заедничката политика во телекомуникациите, сообраќајот, сето тоа заедно со граѓанските права. Овој така наречен нов Шуманов план според Преса ќе придонесе државите заеднички да добиваат пари од ЕУ, но исто така и ќе спречи тие поради своји причини да го блокираат пристапувањето кон ЕУ на своите соседи кои подоцна би стигнале пред вратите на унијата. Во меѓувреме македонската влада ја продолжува офанзивата на релација Брисел-Берлин-Париз во обид да издействува добивање на ветениот датум за преговори. Откако премиерот во Белгија како адут исфрли заканата дека неговата влада може да падне ако не добиеме датум, вице-премиерот Османи и шефот на дипломатијата Димитров заминаа за Париз, каде ќе имаат разговори за проширувањето со песимистично настроените француски домакини. Истовремено се испраќаат молби во Германија за Бундестагот што побрзо да ја разгледа и прифати можноста за отпочнување на преговори со Македонија, при што се погласно се бара датумот за нашата земја да биде прифатен одделно, наместо упорно да не ставаат во пакет со соседна Албанија.